Почитувани, најнапред би сакал да им го честитам големиот христијански празник Великден на сите верници од православна и католичка вероисповед. За жал, матните сделки, партиските врски и криминалот на режимот на Груевски не мируваат ни за време на великденските празници. Мега скандалот со хидросистемот за Летовица е типичен пример за тоа како партизираното судство, наместо да се бори против, е најголем заштитник на криминалот и корупцијата. Дознаваме дека деновиве, додека се пакува коалицијата помеѓу Дзинго и Груевски, се разгледува можноста случајот за Летовица да застари. Дури брутално партизираната антикорупцијска комисија покрај иницијатива за кривично гонење на поранешниот министер во владата на Груевски, коалиционен партнер на Дзинго. Погодувате, обвинение се уште нема. Обвинителството молчи, си чека. Затворен во нечија фиока премето за милионски криминал и корупција, кај да се очекува да застари. Дури поранешен со партијец и пратеник на Дзинго, учесник во власта на Груевски, јавно посочи дека не е заинтересиран за случајот, дека Груевски не бил заинтересиран за случајот за Летовица, бидејќи поважна му била телевизија Сител. Таква е правдата во Македонија. Такво е нашето судство. Од Груевски зависи дали некој е криминалец или не. Дали ќе одговара или ќе работи за фамилијата. Се зависи од еден човек кој одлучува за судбините на сите нас. Почитувани, политички мотивираната и селективна правда е неправда. Криминалот и корупцијата нема да бидат победени во оваа земја се додека законот важи, не важи подеднакво за сите. На Македонија треба да суди што ќе судат по закон, а не по партиска нарачка. Секој актуелен функционер, директен учесник во оваа голема неправда, после 5 јуни ќе мора да се соочи со собствената одговорност. Бидејќи новата влада ќе ги отвори сите тајни фиоки. На Македонија правдата мора да важи подеднакво за сите.